на децата и нивните права. Според статистиките, некој од децата оваа година нема да биде радосна за нив, бидејќи се наоѓаат во прилично незавидна ситуација. Еве, например, според последното истражување направено во Велес, семејното насилство станува загрижувачка појава. Тоа го покажа истражувањето. Од анкетираните 40% одговориле дека во нивното семејство има насилство, а секој трети питаник одговорил дека бил жртва. Ова го потврдува и статистиката на детската амбасада Медјаши, каде што на СОС телефонот во изминатата година се биле пријавени околу 700 случаи за физичко, психичко, сексуално насилство. Македонија, како што знаете, е потписник на Конвенцијата за заштита на правата на детето. Според оваа конвенција, која е ратификувана од Собранието Република Македонија, во член 19 експлицитно е наведено дека државите членки ги преземаат сите законодавни, административни, социјални и образовни мерки заради заштита на детето од сите форми на физичко или ментално насилство, повреди или злоупотреби, занемарување или ненамерен однос, малтретирање или експлоатација, како и став 2, како и останатите форми на спречување, утврдување, пријавување, проследување, истрага, постапување и следење случаи. Тоа се врските кои ги презема државата со подпишување на Конвенцијата за заштита на правата на детето. Дали и како врските од оваа конвенција се применуваат? Дали и како функционираат институциите надлежни во државата за заштита на правата на детето е тема на ова издание на форумот. Почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас. Mystery, as far as I can see, my mind is so confused. I climb back on top of you. T-Mobile ја наградува довербата на своите Prepaid корисници. Приклучи се на Prepaid Plus и почни да добиваш паричен бонус на твојата Prepaid сметка секој месец. T-Mobile. Едноставно поблиски. Вие сте со форумот за Европа. Наредете представувањето на моите гости. Од мојата лева страна е Цена Чаловска од Министерството за внатрешни работи во секторот за малолетници. Внатрешни работи Скопје. Внатрешни работи Скопје, се извинувам ако не ги знам до крај сите детали во вашата структура. Тука е Драги Змијанац од првата детска амбасада Медјаши. Од мојата десна страна е господјата Невенка Крушаровска од канцеларијата на Народниот правобранител. И ако не се лажам, еве доаѓа, повелете, седнете со задоцнување, не знаеме зашто. Се надевам дека се е во најдобар ред со вас. Душко Миновски, државен секретар од Министерството за труд и социјална политика. На почетокот, јас би разговарал, имавме еден случај кој доста ја алармираше јавноста и ја сензибилизираше околу оваа тема. Тоа е она што се случуваше во Чичино село. Но пред месец или 2 месеца, може би не ме држите за збор, не сум прецизен околу датумот кога се одржа пресконференцијата на која канцеларијата на Народниот правобранител укажа на алармантни состојби во состојбите со правата на детето. Ќе може ли да ни резервирате на што прецизно укажавте во таа прилика? Прво би потенцирала дека Народниот правобранител покри постапувањето по поединечни преставки, значи кога децата или нивните родители се жалат на одредени повреди на правата, согласно Законот за Народен правобранител следим и состојбата каква е состварувањето и заштита на правата на децата. Токму поради тоа во текот на 2006 година направивме неколку истражувања во поглед на тоа колку правата на децата се почитуваат во Република Македонија. Едно од истражувањата кое вие го споменувате за што беше одржана и пресконференција е семејното насилство.
Со оглед на тоа што ние претходните години немавме предмети, да кажеме, немаше представки во нашата институција кои што се однесуваа на семејно насилство. Во текот од 2006, 2005, 2006 година веќе почнаа такви представки и се повеќе се зголемува тој број. Со оглед на тоа што законските одредби беа 2 години веќе влезени во сила, ние сакавме како институција да видиме, затоа што тие неколку случаи кои што беа предмет на наше постапување, видовме дека нешто не е како што треба во поглед на примена на законските одредби, во поглед на постапувањето на центрите, и од тој аспект сакавме да видиме кои се проблемите на терен. И ги испитавме сите центри во Република Македонија, значи она што ние го презентиравме на пресконференцијата, на информацијата која што доставивме до владата и до Министерството за труд, е токму она што го сметат центрите. Значи не е наше произволно некое мислење, туку произлегува од оценката од она што сметат центрите. А центрите сметат дека семејното насилство, иако е веќе забранено со закон, се уште нема безбедна заштита и соодветна ефикасна заштита на тој вид насилство кај децата. Зошто го кажувам? Прво, центрите, освен 2 центри во Република Македонија, не водат посебна евиденција на семејното насилство на дете. Значи водат на генерална евиденција некаква за воопшто за семејно насилство. Меѓутоа, ние сметаме дека децата како посебна кризна група, да кажеме, на кои е потребна посебна заштита, треба посебно да се води евиденција колку... Како доаѓа, на пример, организацијата Семејно насилство, ова истражување кое е спроведено од една невладина организација за тоа дека 40% од децата во Велес се жртви на семејно насилство? Која е методологијата? Тоа е врз база на податоци од центрите? Тоа е податоци од центрите што ги собират некои анкети. Јас не знам за тоа истражување како е направено. Меѓутоа, ние нашето истражување го направивме врз основа на податоци од центрите. Значи не од граѓаните што мислат, туку центрите каква евиденција водат. Центрите знаат што се случува. Да. Центрите каква евиденција водат, какви мерки изрекуваат, дали се тие мерки што изрекуваат ефикасни, не се ефикасни, какви ни се судовите, затоа што дел од мерките, привремените мерки за семејно насилство ги изрекуваат судовите. Колку ни се ефикасни тие мерки, се изрекуваат или не се изрекуваат, но нажалост не се изрекуваат. Многу малку мерки. Значи состојбата на кратко каква е? Состојбата е загрижувачка. Господине Змијанац, какви се вашите сознанија како невладина организација? Ви имате и СОС телефон на кој се пријавуваат случаи на семејно насилство? Нас не загрижува тоа што кога ќе се случи таков екстремен случај како што е во Чичино село, веднаш јавноста прашува зарем е можно тоа да биде тука во нашата држава. Јас само ќе ги потсетам дека не само Чичино село, пред 4 години имаше сексуална злоупотреба дочуват на едно девојче во Штип. 97 имаше случај за село Моране каде што мајката физички до смрт го имаше претепано детето, а 96 исто сексуална злоупотреба на деца во основното училиште Коле Неделковски. Значи, вакви екстремни случаеви само потврдуваат дека ние кога организираме пресконференции, кога покажуваме дека индикаторите на нашиот СОС телефон говорат дека насилството е во пораст, може само да го документираме на овој начин дека тоа е вистинито и возможно. Посебно не загрижува што во последно време физичкото насилство е во пораст. Последните податоци говорат дека од вкупниот број најавувачи во последната година 39,7% се поврзани со физичко насилство, 20,63% со сексуално и 11,9% со психолошко насилство. Оно што исто така сакам да проговорам на оваа трибина е дека многу често се случува насилство во институциите на државата, во основните училишта, во специјални установи за згрижување на деца и воспитување и така натаму. И тука мислам дека главна улога ја игра народниот правобранител, каде што од нас редовно добива писмени препораки. Секогаш се повикуваме на Конвенцијата за најдобар интерес на децата, но и одредени кривични закони кои сметаме дека народниот правобранител по службена должност треба да постапи. Зошто затај во координацијата меѓу посебно центрите за социјална работа, граѓанскиот сектор и други државни институции, исто би сакал да и за тоа да проговориме, затоа што постојано го кажуваме дека центрите за социјална работа имаат големи ингеренции, но не може да ги постигнат сите тие појави за превенција, посебно за насилство во државните институции, а најмалку е она што не загрижува дека околу одземањето на родителското право не се постапува во најдобар интерес на детето. Децата најчесто се враќаат во семејството каде што се врши насилството, не се работи со насилството и не се сместува во посигурна средина. Од кого тоа се враќаат таму? Така одредува Центарот за социјална работа. Имаше случаи според законот кој е надлежен? Тоа е центарот. Центрите за социјална работа имаат задача да дадат препорака до судот, односно до судијата во било каква постапка што е најдобар интерес за детето.
Ние и нашите податци говорат дека само неколку случаеви има одземање на родителско право, кога станува збор посебно за насилник родител или старател. Господин Миновски, избегува дека целата работа заглавува во центарот некаде. Ние сме КБЕ. Така, да. Не знам, Да, не знам, да речем, вие сте тие да кажете. Так, дали сте или не сте? Па, добро е што е овој состав, затоа што ние сме стари борци, да речеме, во оваа фела. Особено кога се станува збор за заштита на правата на децата, на семејството и така натаму. Би се сложили со колешката Крушаровска, која со години работи на оваа проблематика. Меѓутоа, може да стане збор и за нешто друго. Значи, во овој контекст сакам да кажам дека на база на тоа што се афирмираше овој тип, значи имаме СОС телефони, невладините организации си го пронајдоа своето место, дали се тоа детска амбасада, Меѓаши, дали други и така натаму, нели? Имам веќе афирмирање на линијата и јавување на повеќе број. Значи, нити може да го искорениме ова што е зло невидено на крајот на кришата, нели? Станува збор за узурпација на правата на децата, тие што се најневини, кои што не можат да побарат адвокат, не можат да побарат заштита, меѓутоа напливот на граѓанскиот сектор во комбинација со владините институции веќе донесе резултати да се јавуваат и затоа имаме чувство дека имаме зголемен број на наследство. Не. Значи имаме нешто што порано не сте го знаеле дека го имаме. Па да, во секој случај. А постоело? Постоело секогаш. Тоа порано било семејна тајна, па не се кажувало, па се сочувало, нели сето тоа, па немој ќерко и така натаму во проширениот семејен систем, значи дури не се ни транспарирало. Сега имаме. Сега веќе имаме, да. И тоа е алармантно како што вели ова истражување во иако е на микросредина во Велес, 40% од учениците се пожалиле дека се жртви на семејно насилство. Сега веќе имаме. Затоа што веќе расте свеста, не имаме сега на детско ниво спуштени, значи имаме веќе не само образование во училиштата, него збориме и за воспитание по однос на граѓански права, детски права, конвенција, заштита и така натаму. Граѓанскиот сектор сето тоа, меѓутоа проблемот кога е евидентен, присетен, тогаш е двонасочна релацијата. Значи дали ние сите си ги спочитуваме нашите законски обврски. Министерството за труд и социјална политика преку своите институции, тоа се центрите за социјална работа, насловени во законот како орган за старателство, широк поим. Тоа значи грижа за сите немоćни, пред се деца, возрасти кои што не се во состојба сами да се грижат. И затоа е во фокусот на сите збеднувања. Меѓутоа, капацитетот пред се во човечки ресурси на центрите за социјална работа, затоа што е тоа уникум, нашиве колегици социјални работници со каква популација работат. Работат на широк диапазон. Значи, обезбедување на социјална заштита на граѓани кои што се материјално необезбедени, малолетничка деликвенција, бракоразводи и конфликти и сето тоа. Меѓутоа, тоа не ги ослободува, да речеме, од еден ваков ангажман каде што дефинитивно треба да си ги испочитуваат. Ајде да вратам на уште колку им треба нив да бидат таму, колку луѓе треба да бидат вработени во тие центри за да тие центри може да одговорат соодветно на она што им е надлежност. Па видете, се изготвуваат стандарди и нормативи конечно. Републичкиот завод за социјални дејности веќе ги изготвува, на крајот на кришата мито сето тоа па се предизвикува други импликации. Ние ќе представиме, ќе кажеме дека да не кажам бројка сега на крајот на кришата мито не може сигурен социјален работник да работи со 600 клиенти. Второ, имаме ситуација каде само Скопскиот меѓуопштински центар за социјална работа може има специјализирани тимови на одредена категорија. Иначе имаме ситуација на кметовско работење. Еден профил со сите категории. Тоа претпочита дека не можете секогаш да дадете доволно квалитетен приод, нели, и знаење, стручни техники и методологии по однос на пружената проблематика. Која би имале, значи, зголемен обем на луѓе, затоа што овие луѓе не се администрација. Они доживеа да не бидат државни службеници, ги третираат како администрација. Не е администрација тоа. Човек што наружен со такви техники, да работи со луѓе, со жива материја, со деца, со семејства, не може да го третирате како администрација. Во тој контекст, значи, он треба да има уска специјализација, соработка, меѓутоа и самите центри за социјална работа нема да може да работат доволно добро ако немаат коректна соработка со сите останати системи. Пред се соработката со МВР, со Народниот правобранител, да речеме, со здравство, сите институции кои што имаат допирни точки. И нагласувам повторно со сериозниот невладин сектор. Господинот Змијанас има право. Он кажува своји бројки, он си има своја програма за работа и така натаму, мито кај него доаѓа само дел од оние лица што се пријавуваат. Тој број е многу поголем. Тоа не е државна институција, да. И на крајот на кришата тука, значи, една конструктивна забелешка би рекол. Центарот за социјална работа е тој што е должен да ги прими информациите веднаш да реагира. Значи, огромен дел од задачата ќе завршат, имаат право да се одржат прес, меѓутоа првично да го вклучат Центарот за социјална работа, да информираат, па дури со рок да побараат. Ве молам, известете не, доколку не, тогаш министерството треба да санкционира одредени центри што нема да постапат. Вие ги известувате министерството или само на правобранителот? Се работи и до институцијата, еве на пример случајот 25 мај кој што има физичко насилство, информиран Центарот за социјални работи. Но Народниот правобранител пред се затоа што Народниот правобранител мора да реагира бидејќи се случило
насилство државна институција и мора да даде препораки како најдобро да се постапи за да се намали насилството или да се заштити. Затешка случајот и да не се затешка случајот. И да не се затешка како дополнително наблюдување и притисок да Центарот за социјална работа мора да постапи согласно. Ние даваме препораки до народниот правобранител по наше видување. Не мора народниот правобранител да ги прифати. Ама не значи дека Центарот за социјална работа не е информиран. Дали тоа анонимна пријава, дали е редовна пријава, дали е писмена представка или пријава од граѓанин, во секој случај ние наведуваме во писмената представка. Оно што сакам да кажам дека не секогаш Центарот за социјална работа реагира брзо, соодветно на нашите препораки и мораме дополнително, значи не дека немаме соработка. Но мислам дека ќе се согласам со господинот Миновски дека има многу случаеви на кои немаат соодветна капацитет да одговорат на потребите на граѓаните во Република Македонија. Значи не се доволно мобилни, не се доволно екипирани, субординацијата им е премногу, да кажем, ограничена и ние едноставно сме многу побрзи во однос на одредени појави да ги детектираме, да посочиме, значи не се амнестираме од одговорност никако, но не може ни меѓуопштинскиот центар или било кој центар за социјална работа да каже дека тие податоци регистрирани на СОС телефонот или препорачани од нашата правна служба доставени до народниот правобранител нема основ да се работи, да се реагира. Господјо Чаловска, што е со Министерството за внатрешни работи? Како тоа реагира во овие случаи на семејно насилство? Па вака, пред да ви одговорам на прашањето, јас сакам само да направам една мала разлика, за да не гледачите не добијат некој погрешен впечаток. Прво, оно што сакам да кажам е дека семејното насилство како кривично дело во кривичниот закон е влезено во 2004 година. Значи, со измените и дополнувањата што се направени во кривичниот законник, семејното насилство од 2004 година се третира како кривично дело. Меѓутоа, оно што сакам да го потенцирам, не значи дека до 2004 не се превземало ништо или немало ништо во кривичниот закон во поглед на кривични дела кои што се однесуваат на заштита и интересите на правата на детето. Значи, во кривичниот законник постојат еден голем број на кривични дела кои точно ги штитат децата од вакво физичко, психичко и сексуално насилство. И во тој дел ние секогаш настојуваме да дадеме приоритет на вакви кривични дела при расчистувањето, документирањето и поднесувањето на кривичната пријава. А сега кога зборуваме за семејното насилство, пак ќе нагласам дека сега малку повеќе, односно откако е влезено во кривичниот законник, некако во тој дел повеќе се дава или приматот го има жртвата, каде што е жртвата родителот, мајката, таткото или во крајен случај и децата. Меѓутоа реков во кривичниот закон... Зошто во крајен случај децата се извинувам? Зборувам кога станува збор за семејното насилство како кривично дело. Затоа реков да не се добие погрешен впечаток. Во кривичниот закон се работи уназад години на расчистување на вакви кривични дела кои што се однесуваат, например, на полов напад врз дете, потоа запуштање и малтретирање на малолетно лице, силување и така натаму, да не ги набројувам сите поред, бидејќи ги има многу. Вомбрачен живот со малолетно лице. Значи, тие кривични дела постоеле и ние уназад години работиме по тоа, ги документираме и поднесуваме пријави. Има еден случај, например, што овде го најдов во Дебар, не е поднесена никаква пријава, под изговор дека поминале 15 дена од пријавувањето на случајот, поради што истиот е застарен. Поминале 15 дена, пријавено е, значи, само 15 дена по настанот и Министерството за внатрешни работи наоѓа дека нема потреба да поднесе пријава затоа што поминале 15 дена, еден пар екселанс бирократски одговор. Тој конкретниот случај јас не би можела да го коментирам, затоа што реков и на почетокот вие кога ме представувавте, како илустрација, претпоставувам дека има и други такви случаи. Веројатно има, меѓутоа јас затоа кажав дека ние даваме приоритет кога се работи за вакви кривични дела. Значи секогаш се вклучуваме заедно со Центарот за социјални работи, бидејќи тие се некако составен дел во нашиот тим од работата кога станува збор каде што е детето жртва, реков, на било каков вид на насилство. Јас да ме прашам, бидејќи овој случај мене ми делува како илустрација дека нема доволно сензибилитет кај полицијата за вакви случаи. Не се согласувам, тоа е ваше мислење, јас не го делам мислењето, ви кажав. Поготово инспекторите по малолетничка деликвенција што работат на оваа проблематика, секогаш во било кој период од денот или од ноќта кога ќе биде пријавено одредено кривично дело каде што жртва е детето, секогаш се вклучуваат. Зашто одговараат поминале 15 дена од пријавувањето на случајот?
Вака Што практично не истиот може да застара? биде така, верувате. Не може да застари. застарува. Такво ние кривично можеме дело дека не нели да се застарува, свалиме сите, секој си работиме, меѓутоа имаме проблем. Има проблем. Не, очигледно е дека има Да. проблеми, затоа го Да, говорат бројките и тука нема криење, како што гледаме, колку и да се обидуваат било која институција. Господин Невенка си кажа народен правобранител до сега не имаме поднос од децата, имаме сериозни забелешки по тој однос и ние ќе мора да, значи пресе надлежните ресорни министерства да ги унапредуваат својата работа. И ускоро ќе специализираат, ќе правиме сега програми за заштита на деца и така. Мито општ контекст семејно насилство. Секој што трпи насилство треба да биде заштитен од државата. И тоа е регулирано сега со законот, значи и во кривичниот закон и во закон за семејство се изнесени промени. Значи анимирана јавноста, институциите веќе ја подигнаа свеста кај граѓанството, имаме уште мал проблем по однос на тоа компетентно и координирано да настапиме сите. Имаме пробивање малце по некојшта системот и тоа допринесува да малце можеби се разводи некоја работа. Иначе многу скоро Па вие викате дека имате дефицит на кадар. Тоа е Така. она што според она што вие кажувате, претпоставувам дека треба сериозни буџетски средства со одвоја за да се запослат. Токму тоа ме беше, значи ние не може да ги третираме овие луѓе административци, не. Тие се луѓе кои што утре треба да му се придружат на семејството и да го извлечат од дезориентацијата негова, да речем дезинтеграцијата. Значи да му се придружат на семејството. Они Дали доаѓаат. Министерството за труд и социјала такво барање до Министерството за финансии, претпоставувам треба да Апелираме, упатите. да, во секоја буџетска година наново апелираме. Меѓутоа имаме нешто друго. Се извинувам, Ајде, сакам. Значи, ние за таа цел на крајот кршата нели не само декларативно, рековме граѓански сектор кој што Европа не тера, а и да не тера Европа, чувствуваме бенефит од тоа ние. Значи, ние бараме капацитетот во оние организации кои што аплицирале кај нас. Имаме до сега 24, извршена е значи социјална инспекција, добиено е решение дека они можат да одговорат со својата капацитетност по одредени полиња на делување. Сега не зборам за некои други, мито конкретно. Ако Центар социјална работа нема советувалиште за третирање на жртва на деца, на возраст и така натаму, некоја организација од типот еве на Змијанас, на ЕСИ, не знам таму кои други невладини организации може да аплицираат и на вистина со наш мониторинг утре заутре бидејќи имаат капацитетот со стручен профил да помогнат во еден дел да ни разрешат проблеми. И тука ја гледаме нели на крајот на кршата во овој вакуум период начин на решавање на проблемите. Повелете ви. Сакам да кажам, вакви ситуации кога граѓански сектор алармира, ми се допадна оваа досетка дека државните институции всушност треба да ги исползуваат за зголемување на буџетски средства за одредена намена. Например, секој април првата детска амбасада во светот меѓаше алармира дека 18.000 деца се исклучени од воспитно-образовниот процес, кој е задолжителен и бесплатен, и едно дете на училиште, едно дете помалку на улица и едно дете помалку проблеми за злоупотреба. Господинот заменик министар не обвини дека правиме политички маркетинг пред изборите, а ние секој април тоа го правиме. И наместо да го искористи тоа, ние бевме кај заменик министерот господинот Максо Талит претходната влада да се зголеми буџетот. Буџетите треба да се зголема за да се вклучат децата во образование, да се отворат нови паралелки, да се работи со тие деца. Ова сега со случајот в Чичино село очигледно иде на таа насока. Дека ваков тип на алармирање на активности од граѓанскиот сектор државата треба да ги препознае за да може да интервенира буџетски, кадровски, за да ги превенира случаевите, а не да ги санира или да едноставно да покаже слабост дека не може да се справи со исто. Добро, тука би сакал, чувајте го зборот, би сакал да видиме прилогот на млада колешта Кристина Николовска, која се обиде да види што се случи во Чичино село. Никој не се сомнева дека на овие деца им треба помош од институциите, иако тие најмногу се потпираат на хуманоста на граѓаните. Но што е со децата кои во еден момент и поверувале на државата или немале друг избор? Во зависност од проценката на воспитувачот кое дете во даден конфликт има одговорност или е виновна за одредена расправија, воспитувачот одредуваше кои од децата, а најчесто бараше мали, да ги казни оние кои што сгрешиле. На тој начин што малите ги им удираш лаканици на поголемите деца. Заштитата од наставникот или воспитувачот завршува тука, во тие неколку минути. А после тоа се знае што следува. Настанот пак во Чичино село, каде крвнички беше претепано 3-годишно дете, беше повод неколку поранешни штитеници да раскажат и други приказни од истото место. Моето дете беше сексуално нападнато, односно извршен полов напад. Пред година и пол. Уште едно семејство, девојче 14 годишно е злоуставувано. Станува збор за лице кое на оделението што ги води внатрешно раселените лица во Министерството за труд и социјална политика им било познато како проблематично. Ако е ова точно, тогаш логично е прашањето. Зошто државата ги сместува криминалците во колективни центри? Проблематичноста на сведокот
не ја амнестира државата од одговорност дека не му помогнало на едно силувано дете да се рехабилитира. Кој се е одговорен за случајот во Чичино село? Од Центарот за социјална работа во Скопје велат дека за кампот е надлежно Министерството за труд и социјална политика, а тие действуваат само ако некој им пријави. Од Министерството пак го разрешија директорот на Центарот, а директорот на самиот камп засител изјави дека нема ингеренции за таков тип активности. Ние сме должни да им дадеме смештај, значи со одлука и договор со владата, смештај и храна. И да се грижиме за санитарните услуги што ги даваме, значи хигиената, да бидат заштитени против пожари и епидемии, и тука завршуваат сите наши ингеренции. Сепак, случајот отвора посериозни пропусти. Големата грешка е направена многу порано, од и 15-годишната мајка Сонита Бектеши пред се е дете. Македонија потпиша Конвенцијата за правата за детето уште пред 13 години. Тоа значи дека државата се обврзува да ги почитува правата на децата и да обезбеди минимум стандарди за нивниот живот. Но дали е тоа така? Детето и мајка Сонита немала документи за потврда на идентитетот, а според конвенцијата, државата во итна постапка треба да им обезбедува на децата документи за да ги заштити од трговија со луѓе. Никој не може да процени на колку деца во Македонија не им е остварено правото на идентитет. Од вкупно 459 деца евидентирани на улица, Министерството открило дека само 93 имаат државјанства, а 53 здравствени книшки. Полиция, да. И шо прави? Кажи, аре бегате. Ве врка? Да. А книшки имате, на лекар ве носат? Не. Зошто? Е? За другите деца не се знае. Но се знае дека владата за 2006 година предвидела 489 милиони денари за заштита на децата. И се знае дека 3-годишното дете има трајни оштетувања и дека за него месечно државата ќе плаќа најмалку 5800 денари за згрижување, а сумата за лековите не е позната. It is an open mystery as far as I can see. My mind is so confused. I climb back on top of you. T-Mobile ја наградува довербата на своите припет корисници. Приклучи се на Prepaid Plus и почни да добиваш паричен бонус на твојата припет сметка секој месец. T-Mobile. Едноставно поблиски. Гледате Форум за Европа, говориме за правата на детето и семејното насилство. Господине Миновски, без разлика на буџетот, на кадровската екипираност и тоа колку можеби треба да се вработат или не, случајот во Чичино село открива еден фрапантен податок, а тоа дека она дете кое ќе остане инвалид на своја 3-годишна возраст тежело само 7 килограми, што значи дека додека било таму, живеело во услови какви што можевме да видиме од камерите, наводно нели обезбедени санитарни услови, она не се ни елементарни стандарди. Дефинитивно се сложувам. Значи таму се кон издржување на некаква казна затвор, не знам, веројатно во затворите е подобро, иако Так. Вака, во овој контекст мора да се напомене дека сите ние кои ќе излезе ваков случај, за жал, се работи за детенце, најнаш правиме стратегија како се да се извлечеме од таа состојба. И затоа секој ќе има некаква си жртва, па најнаш вие медиумите ќе кажете, па чекај сега како директорот и така натаму, а кој друг? Значи, ако е тоа предпријатие таму, младост било, во рамките на поднадлежност на Министерството за труд и социјална политика, било приватизирано,
Што значи на тој господин таму му се плаќа одредени средства да им приушти минимални или стандардни солидни услови на сите тие што живеат таму. Тоа не значи дека ако е тоа приватно дека Центарот за социјална работа не треба да прави увид. Значи, он е должен да направи... Поставува дека Центарот да не знаел дека има странски државјани таму, дека бегалци да се мешат. Дали се тоа луѓе? Да. Ние често се буниме. Пролази да. Тоа е за деца или за кого е? Се знае точно, има ли некакви... Ја сега би било малце невкусно да речам да кажам, затоа што тоа на крајот кршата минатата гарнитура, односно Стефче Јакимовски го има склопен договорот. Зошто не е тоа мониторирано? Зашто не е идено да се прават редовни контроли, тоа не би знаеле да кажеме. Значи, премал периодот беше, ние мислиме дека тоа во континуитет се прави некаква си социјална инспекција, би ја крстил јас, меѓутоа се гледа дека таму има и раселени, и бездомници, да кажеме, а на крајот кршата, една забелешка кон вас сител, таму е шилтер центар за семено наследство. Значи тој не би требало да се сними и така натаму, и тоа можеме понатаму да го збориме. Во овој контекст сакам да кажам, чие ова што го снимивте мислите? Не сега, за шилтерот за семено наследство, тоа ми е информација од пред тоа, јас не ја знаев. Ми тоа покасно ќе збориме. Значи, физички објектот кого згрижува, на крајот кршат се работи за жива материја, деца, жени, мажи и така натаму. Должност на Центар за социјална работа сигурно е да во соделство со другите институции да ги посетува повремено и да реагира. Кај ќе препознае аномалија да знае. Да смени облик на заштита. 3 годишна возраст има 7 кила, дека кога Биафра веројатно треба да реагира некој. Затоа тоа нема врска со кадровска екипа. Затоа почетно ни беше реакцијата да го смениме директор. За да можеме другиот кој ќе дојде да си ги преземе сите активности и мерки. Знаете, Министерството за труд и социјална политика нема оперативни служби што ќе иде, тие се неговите служби. Оно диктира политика. Змијана господине. После настано две работи беа доблесни страна на Министерството што сменија директори, но тоа не значи дека ситуацијата може да се подобри, значи повторно зависи кои луѓе ќе ги водат, ќе ги менеджираат овие работи и што призна дека имало слабости. Дека имало слабости многу едноставно. Ако објектот е со прифатилиште за жртви на насилство, десната страна, левата страна е кампот за бегалци. Во тој левиот дел ни психолог, ни педагог, ни социјални работи, никој едноставно не водел грижа за таа структура на луѓе кои се од 99 година од бегалската криза во Косово. Второ, ако забележите малата Сунита, која е малолетничка, значи стапила во малолетен брак, а претходно било дете на улица, имала 5 бракови, 2 деца родила. Детето за кое говориме е претепано од низиниот вомрачен сопруг, а братот на тој вомрачен сопруг, за кој Зоран зговори, тоа е значи поранеше штитеник во тоа Чичино село, тврди дека неговото 13-годишно дете кој со хендикеп е силуван од братот на тој што го има претепано детето. Затоа мислам дека изјавата на потпаролката Величковска, која ценам како новинар, е малку дефокусирање од проблемот на јавноста да проговори што се случило со тоа 13-годишно дете со хендикеп кој е силувано и таткото се осмелил и проговорил пред медиумите, имате вие запис, наместо да говори дека родителот е познат на органите на прогонот и е проблематичен. Дури да е проблематичен, тоа не амнестира одговорност дека детето било силувано од штитеник во кампот Чичино село. Стручното инспектирање треба службите да го кажат. Величковска може да пренесе информација што е многу коректно без оглед на се. Значи кажуваш кои се постапките што преземало Министерството за внатрешни, нашето министерство и така натаму. Значи во тој контекст друго е реакцијата на стручните служби како кога еднаш веќе детето жртва нечија на било кого, не е убаво да биде и на јавноста, па татко дека е криминалец и така натаму. Тој татко сепак се обидува да го заштити детето, а каков е неговиот бекграунд, веројатно е прашање на Министерството за внатрешни работи. Господин Крушаш? Ја знаете во овој случај што вака прво ми падна во очи што не можам да се согласам, што и Министерството за труд и Центарот согласува за ненадлежни. Не може кога станува збор за малолетни лица и за мајката за детето да кажеме ние не сме надлежни. Независно дали сме знаели или не сме знаели. Требало да знаеме. Изјавите беа и на Министерството и на Центарот ние не сме надлежни за случајот. За Чичино село ние и по повод на раселените лица секоја година вршевме уведи. Секоја година доставувавме информации и до Министерството, и до владата. Луѓе, овде нешто се случува. И во поглед на условите, и во поглед на пријавени и непријавени, во поглед на тепачките внатре. Имавме често поплаки. Исто така, често пати алармиравме до Министерството. Има тепачки меѓу децата, има тепачки кон децата, меѓутоа едноставно, значи Центарот мораше да реагира. Мораше Центарот почесто да врши таму контроли. Сместени деца на терет на државата, значи мора државата води грижа за тие деца. Господин Миновски, се знае ли кој е службеникот, социјалниот работник, кој да речеме бил задолжен за конкретно ова дете? Да, сигурно дека се знае. Меѓутоа сега вака. Фокусот е Министерството за труд и социјална политика и не се ставам во улога, нели, по секоја цена да го бранам и така натаму, за да нели се извлечеме. Напротив. Проблемот е многу комплексен.
Значи, ви имате категорија на граѓани кои што за жал ја цело време зборам, никогаш и никаде не припаѓаат. Значи, таков набој имаме ние во Министерството, значи, раселени, азиланти, значи, лица со посебни потреби, да не зборам колку широк диапазон е. И сега, кој ќе сакам нешто конкретно, имаме идеја, конструктивно и така натаму да реализираме, најнаш имате буџетски проблем. Финансии одобруваат, не одобруваат, па имате друг проблем. Со закон за азиланти не е донесен и така натаму, со раселените, нас не е тоа рак рана. Судството уште не носи судска пресуда по однос на нивното обештетување. Тоа ќе ги решиме тие проблеми. Значи, не е едноставно, верувајте ме, би требало можеби поединечно Министерството да формира за секој поединечно раселено лице, мислам за жал луѓе да се наоѓаат во крајно незавидна позиција да го решава проблемот. Знаете колку се комплексни тие прашања. И сега некој од министер по нареднешиот си решил да ги реши тие парцијално прашања. Ја не би си дозволил никогаш да се сликам, да сечам лента и да отворам шелтер центар во Чичино село. Токму да ви укажање на господја Крушаровска. Значи таму имате концентрација на лица кои што нели за жал се склони на конфликти, на расправи, на тепачки, на пониско социјално културно ниво и вие ставате жртви на семено наследство залепени до нив. Како ќе и физички дистанцирате? Тоа е сега, значи, тоа е наш проблем, сега треба да го решиме. Но да речеме во случајот кога имате социјален работник кој гледа дека едно 3-годишно дете има само 7 кила, да речеме, без еве и мајката што прави како прави, психолог, ни педагог, без разлика колку ги има, ако се такви какви што се, може да ги има и лјадници и повторно има едно многу се работи на отсутство на. Боријан, има едно прашање на кое мора да одговориме. Кој ќе преземе одговорноста за инвалидитетот на тоа дете? На кадрите кои работат. Така, конкретно таму, значи нема тим што би било пожелно и најкоректно да се обава, значи да се подигне кој ќе има влијанието, надзорот и така натаму. Меѓутоа, сигурно дека од рамките на Центар социјална работа има лице кој што било задолжено. Меѓутоа, некој друг требал, значи оној што е организаторот на работата, менаџерот, односно директорот, да им бара периодични извештаи, дали е направено увид и така натаму, да се преземе мерки и санкции за тие лица. Бидејќи тоа не е сторено, ние моравме вака да го решиме, а веќе во иднина ќе знаеме како да постапуваме. Од увидот наш таму... Еве, многу едноставно, јас сакам народниот правобранител да ми даде одговор на ова прашање. Ако детето било згрижено во камп под надлежност на центарот или на министерството, а се случило насилство и детето ќе биде цел живот со инвалидитет, со хендикеп, кој ќе ја превземе одговорноста за тоа дете? Многу едноставно прашање. Сега понатаму? Да, сега понатаму. Докторите утврдија дека ќе има трајни инвалидитет. Затоа треба превентивно се. Затоа викам и невладините, и ние, сите оние индикации, ние што укажуваме до Министерството, мора пред време да се преземат некои мерки. Викам, за ова состојба ние во Чичино село години на нас укажувавме дека децата не одат на училиште, дека има таму постојано тепачки. Меѓутоа, сега увидот кој го направи годинавен, рекол таму дека социјален работник воопшто не стапнал, воопшто не дошол, ни да види што се случува таму. Се знае ли, вистина, кој ќе ги сноси трошоците околу тоа? Мајката била малолетна и мајката требало да биде изгрижена, не само детето. Мајката била малолетна со 2 деца. Значи никој за неја не водел сметки. Сега колку што слушаме телевизија не знаат никаде воопшто. Да, се знае, не се знае. Беше сместена во Капланово, но таму не е местото. Сака мајка, сака сестра и постарата, се тоа биле 4 сестри, сите со малолетнички бракови. Ние пред 4 години ги имаме посетено во Шутор. Тие се всушност на Змијанас би се менјал сега со него во даден момент. Знаете што, Не, само да ви кажам, постарата сестра, најстарата всушност пололетната, сака да ја присвои, да ја усвои. Значи имаме сега. Каде сознанието Змијанас? Сме биле на терен. Па тука е проблемот. Вие не си го препознаете вашето место. Зашто? Зашто не треба да идете. Ние играме место што можеби треба да го правите. Дозволете ве мола. Информациите треба да се пласираат во јавност. Не секогаш од многу причини, да речеме. Прво, таа жртва што била сега изжртва на некакво си злоставување од страна на вонбрачниот сопруг, се наоѓа во една незавидна ситуација. Прво што е малолетна, она што го спомна господја Крушаровска, дека требало да биде и таа, значи, згрижена. Таа е згрижена од страна на Центарот за социјални работи, меѓутоа Центарот има потполно право да не ги пласира информациите во јавност, затоа што има бројни барања од страна на новинари и сега дали тоа, ако секој еден новинар отиде и бара некакво си интервју, да ја фотографира, да бара изјава од страна на мајката, зборуваме бидејќи и таа реков е малолетна, дали нема да биде тоа дополнително сега малтретирање на тоа дете? Дополнителна виктимизација. А зошто кој рече каде никој не ни побрал интересува? Не се спомна дека не зборувам за вас конкретно, зборувам општо сега, бидејќи еве сега ние сите тука располагаме со одредени информации. Спровеа таква информација дека никој не знае каде е згрижена таа мајка или тоа дете. Згрижена не бараме каде, прашуваме дали е. Не, јас зборувам во јавноста како сето тоа сега се толкува. Ма не, дали е, имаме ли? Да, дали е. За да нема недоразбирање. Значи, мора да кажеме, сите институции
Соодветна реакција во висинско време треба, дефинитивно. Да. И меѓаши не може да прави увид и да контактира. Не сме. Тоа може само центарот. Тогаш кога ќе биде центарот, ќе ја посочиме во центарот и во Министерството вината. Дали е згрижена сега? Згрижена е. Значи, кој ќе биде на чија одговорност е детето понатаму? Како бидејќи инвалид? Значи, треба да ви кажам, нели? Сега е сместено во детската болница. Малце е подобрена здравствената состојба на невролошки оддел, меѓутоа ќе препорака на докторите дека ќе биде во специјалната болница во Охрид, сместено. Во меѓувреме, мајката на детенцето со постарата сестра која е полнолетна беше сместена еден ден само во Катланово, значи во колективниот центар за бездомници. Меѓутоа веднаш после тоа сами го напуштиле центарот и заминале во градско каде што има од постарата незина сестра зето свој родител таму, кој ги прибрал, физички обезбеден објектот, отишле колегите од Центар за социјална работа во Верес, виделе дека е тоа во ред. Во меѓувреме поставен е старател, значи над старателство и над малолетната мајка, значи од страна на Центар за социјална работа и на дечињата. Извадени се веќе изводи на децата, значи полека ги ставаат во системот. Зошто тоа до сега не е направено, нели? И тука тоа е дискутабилно. Значи, сем директорот, предпоставам дека има и други нивоа на одговорност. Па во секој случај ќе настана реорганизација, ќе се покрене постапка, ме разбирате. Меѓутоа, тоа е најмалце важно сега. Ние треба штета што збориме вака на база на вакви непријатни искуства, да едно детенце вака помине, да речеме да таква луза остане во животот, да извлечеме искуства и во иднина да не се случуваат. Односно, не може сигурно да ги исклучиме сите, меѓутоа да ги намалиме на најможна минимална граница. Министерството за внатрешни работи ме интересира како постапува со оние деца на улица кои, како што слушавме, немаат никакви документи. Па вака, Министерството за внатрешни работи постапува согласно законските прописи, значи законските овластувања што ги има, кои произлегуваат од Кривичниот закон на Република Македонија, од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир и другите позитивни законски прописи и акти. А тука секако дека треба да ја додадам и Конвенцијата за правата на детето, која и Република Македонија е нели потписник на таа конвенција. Сега, за да ви одговорам конкретно на вашето прашање, ќе ви кажам дека во Министерството се организираат плански и систематски, да речеме, пак во содейство со Центарот за социјални работи, акции. Што значи тоа? Тоа значи дека акциски се третираат тие деца, односно се тргаат од улиците, се собираат некогаш во просториите на Центарот, некогаш во просториите на полициските станици на подрачјето таму каде што ќе се затекнат. Некогаш или тоа се континуирани акции. Сега, не секој ден, меѓутоа континуирано, некогаш во текот на еден месец може да бидат реализирани такви 4 до 5 акции, некогаш почесто, некогаш поретко, зависи сепак од обврските. А кој понатаму треба да ги регистрира, да им даде, не знам, Јас ќе ви го кажам сега, само ако некаква документација, да. Ако ми дозволите, ќе ви објаснам постапката како оди. Значи, по плански реализираната акција, децата се доведуваат во полициските станици, со нив се обавува разговор. Оние деца кои што се најдени сами на улиците, доколку не можеме да го утврдиме идентитетот на детето, ако нема документи, секако тоа со себе нема, меѓутоа зависи од тоа дали ќе знае да кажи свое име и презиме или не. И онаму каде што не можеме да ги најдеме нивните родители, преку Центарот ги сместуваме во установите кои што располага нашата република. Тоа се два, за жал, такви самовоспитни установи, 25 мај и Заводот за згрижување Ранка Милановиќ. По документирањето се поднесуваат прекршочни пријави, бидејќи самото питање на улица е прекршок. Додека таму каде што се исполнети условите се поднесуваат и кривични пријави по член 201 за запуштање и малтретирање на малолетно лице. Значи против родителите на тие деца кои што сме ги затекнале на улица. Како илустрација можам да ви дадам, да ви посочам сега еден пример. Пред 10 дена, да речеме, двајца родители на малолетно дете точно по тој член кој што беше поднесена кривична пријава за запуштање и малтретирање добија казна затвор во време трајање од година дена. Меѓутоа тоа пак сега повлекува некои други проблеми или други прашања, бидејќи истите тие родители позади себе имаат уште 6 или 7 деца. Во моментот кога тие се наоѓаат веќе на издржување казна затвор, државата преку Центарот за социјални работи, бидејќи тие се најнепосредни во тој дел, бара начин како да ги заштити и да ги згрижи тие деца. Значи треба или во воспитни установи, или во некои згрижувачки семејства, Центарот знае колку ги има. Се прави тоа? Се прави, да, се прави. Како постапува полицаец ако види, например, на улица некоја жена или било безразлика маж кој држат во раците дете од 6 месеци, тоа го гледаме секој ден по улиците, и питаат, го користат бебето за да, нели,
како инструмент за питање, како треба да постави полицаец во ова што такви до сега ви го кажав е точно тоа. Значи се тргаат од улиците, се носат во полициските станици. Ако има пари, кај нив се одземаат парите со потврди за одземени предмети, се констатира значи прекршокот. Меѓутоа, ако се исполнети елементи за постоење на кривично дело, се поднесуваат и кривичните пријави. Па не ли кривично дело, тоа бебе од да речеме 6, 7, 8 месеци се против родителите. Против родителите се поднесуваат кривичните во пријави. центарот на Скопје секој ден? Дали се одзема родителско право и што Тоа е веќе некое друго прашање. Дали се одзема родителско право? Дали се одзема родителско право? Треба да се одземе. Зашто има само 5 случаи во 25 години, може со грешка 5 случаи на одземање родителско право во 25 години? Ова е исклучително важно прашање и добро го поставивте. Затоа што ние на не знам колку огромен број на семинари и така натаму ги јакнеме нашите колеги социјални работници, наши кои зборам социјални и на психолози и педагози во стручните служби, дека тоа е професионален предизвик. Вие морате да покренете постапка понекогаш кога имате евидентно грубо занемарување на детските права. Тоа е, ние го гледаме тоа. Меѓутоа, проблемот повторно не е фокусиран само во социјалните служби. Идете, јас имам прилика во праксата, покренуваме постапка кod Центар социјална работа за има родителско право. Судот вика, знаете како, па тоа не е едноставно, па бара докази, вие му давате кој служба. 5 колеги се подпишени, инициират, значи менталниот склоп на сите институции и на судиите и така натаму, значи ние требаме сериозно да разговараме на овој проблем за да го решиме. Ние имаме дневен центар за деца на улица. Еве, тоа сакам да го кажам. А зошто тој дневен зошто центарот води евиденција и постапува само по кривични пријави? А кој врши надзор, кој врши некаква анализа на состојбите за да може на судот утре да му предочи не треба само известни казни аргументи посериозни, чија основа се извинувам, чија основа судот понатаму би постапил. Една од врските се извинувам на Центарот за социјална работа е надзорот на родителското право. Значи тоа е превентивно како да не дојде веќе до одземање, до казни, затоа што сепак детето најдобро се развива во семејна средина. Секогаш кога центарот има било какви алармантни действија дека нешто се случува во некое семејство, треба да врши задолжителен надзор на родителското право, да работи со семејството, да работи со детето, да работи со родителите. Меѓутоа тоа многу малку се случува кога што јас имам искуство од центрите. Дали немаат кадар, дали немаат возила, дали немаат... Имавме еден случај кога дете злоупотребен од родителот. Нема каде се смести, го сместуваат во овие установи ранки млади што бега од таму. И ние викаме, луѓе, морате вие да работите со ова семејство, мора да ги надмините проблемите. Меѓутоа, немаме возило, една се отишло во семејството, мора да се оди на лице место во семејството. Со овие улични деца не се решава проблемот само со кривични дела. Со тоа што ќе ги казниме родителите, не го решаваме проблемот. Значи, нешто е поширок проблемот. И социјален, и психолошки. Исто не е решен проблемот. Истите деца кои... Со прифатилиште може би деловно се реши тој проблем. Со прифатилиште попладне се повторно. Околу оваа дилема, дали центарот води и постапува само по кривични пријави или... Не. Укажување, значи, на физичко лице, на невладена организација, сами преку пат на увид, затоа што единствено центарот има методологија на работа, метод на работа увид во домот. На улица, било каде, кој ќе види. Меѓутоа, ајде малце да ја подигнеме се дискусијата на друго ниво. Значи, евидентен е проблемот. Значи, не го измислуваат колегите кои викаат немаме возило, па на крајот кршите за ограѓање речете не ви ни треба возило. Меѓутоа, мора да бидете оперативни. Значи, во овој дел ни престојат сериозни чекори. Не може центарот да работи едносменски на крајот кршите. Значи, мора да има мобилни екипи. Имаме, меѓутоа дека сега збориме за нешто друго. Во ЕРА сме на процес на децентрализација, може важи за нашата република. Што значи дека државата веќе дава дел и од ингеренција на локалната самоуправа. Каде е локалната самоуправа? Господја Ларова, Кирил Тодоровски, градоначалниците Латиновски, не знам таму Ѓорѓе Арсов. Значи, сите тие со своите служби веќе мораме мобилизирано заеднички да настапуваме, да остават простор за дневен центар, да остават кола, ние ќе дајме стручен кадар да имаме акција. Со господја Крошаровска само во овој дел не би се сложил. Значи, ние препуштајќи се на да речеме инерцијата и ги решаваме проблемите, со вето давно пробуваме ги викаме. За жал, во оваа ситуација, во овој контекст, кај што имаме најгрубо занемарување на детските права, мораме со репресија. Значи, 2-3 постапки за одземање родителско право. Казна затвор за да го подигнеме нивото. Значи, треба поголема агилност со социјалните работници. Треба. И каде е професионалниот език да речеме. Да, никак како сите во државата никој не е добро платен, никој не работи во најдобри услови. Во оваа студио гледате малку е студено, нели? Сепак имаме се работи, да. И како печурки да никнуваат на иницијатива и на центрите за социјална работа и на локалната самоуправа на општините овие дневни центри, ама дневни центри. Не да ги однесете краткорочно 4 часа, 8 часа, каде што добиваат основни хигиенски навики, ручат и после тоа малце оснажени ги враќаме пак на улица, да родителите уште подобро ги експлоатираат. Значи, мора да го закружиме системски да гледаме на проблемот. Повторно ќе се вратам. Моето прашање од јас сум навистина шокиран од податокот дека некој имал, веројатно некој имал сознание дека тоа дете тежело 7 кг.
да ќе се вратам на случајот Чичино село. Тоа значи дека елементарен професионален предизвик и сензибилитет кај извесен било кој социјален работник. Ама немало социјален работник во тој блок. Па не имало интерес барем да појде да види. Преку центарот, не директно во Чичино, да. Во секој случај дека имаме и субјективни слабости. Не може да кажеме кој што има за здравствени работници, за полицајци, за социјални, имаме и некои субјективни. Меѓутоа затоа ќе се понесе одговорност. Дефинитивно. Има ли проценка колку ќе чини државата тоа што овие деца не се вакцинирани, на пример по улица, што се немаат здравствена заштита? Во овој контекст да ви кажам. Ова дете што е инвалид, тоа е претпоставувам дека за голема сума на пари, бидејќи тоа се деца кои утре ќе излезат, нема да бидат едноставно. Борјан, најмалку се важни парите. Сега во целава ситуација, нели? Збориме за еден организиран пристап. И парите, меѓутоа, оваму па зборуваме дека парите се потребни за да се запослат луѓе, за да се екипира центарот. Значи повторно се движи околу парите. Сепак сме во некакви процеси. А парите сепак се трошат, сакам да кажам. Веројатно многу повеќе отколку да се отвори еден дневен центар кај што ќе бидат децата згрижени, се извинувам, 24 часа и ќе бидат под контрола и под нега. Предпоставка дека да се плаќаат многу повеќе чини. Јас сакам на Невенко еднаш да поставам прашање. Значи, што ако родителот, мајката малолетничка, покрене кривична пријава за тоа што детето доживеал трајен инвалидитет? Кој ќе плати оштета за ова? И кој ја сноси одговорност? Центар кој треба да се грижи за малолетниците. Тоа е одговорот. Центарот, значи рековме, центарот мора да се грижи за децата во Република Македонија. Државата во целина, меѓутоа, како надлежен, најнепосреден орган се Центарот за социјална работа, кој што мора, реков, да врши надзор на родителското право. Како се врши тоа родителско право? Има ли семејно насилство? Нема ли семејно насилство? Сега Центарот треба ги плати. Ама Сонита не била бегалец од Косово згрижена во тој дел кај што биле бегалците од Косово. Сонита е стапила во малолетнички брак и живеела таму илегално во тој дел. Во вонбрачна заедница. Во вонбрачна заедница. Ако Центарот вршил контрола таму, кои све му се сместени, и ако знаел дека има малолетна со дете, требал да си преземи мерки за старателство, други мерки за згрижување. Две деца родил Таа е сместена со едно писменце кое што го видов јас од заменик министерот поранешен, заедно со нејзин зет од сестра. Таму е сместена. Кога тој се иселил, таа вонбрачно стапила во брак со овој што сега го претепа детето и останала со него да живее, а тој има статус на реселено лице. Иако од одговорното лице таму во кампот Чичино село кажува дека јас постојано алармирам и до Министерството и до Центарот дека имам луѓе што ми се илегално, така да кажам, не ми се никаде пријавени, имам и малолетници, меѓутоа никој не реагирал. Дали било тоа така или не било така, најдобро знаат центрите и Министерството секако. Во овој контекст сакам само нешто да кажам. Сепак сме во еден процес каде што значи имаме и меѓународна поддршка, значи имаме декада на ромите која што е длабоко инволвирана кај нас веќе втора година како се реализира и мислам дека сме тука лидери во тој дел во југоисточна Европа. Значи таму има еден куп на програми каде што знаете корените проблемот. Многу е чувствителен проблемот особено за ромската популација. Значи ние треба сега значи организирано и со помош на декадата и со стручните служби, значи и невладиниот сектор да успееме да ја подигнеме свесноста и кај родителите, кај возрастите, меѓутоа да ги воведеме децата во оној систем да речеме на градинка, на школство. За семејното насилство, туку да говориме што повеќе и да го препознаваме, а посебно да го препознаат наставници, воспитувачи кои работат во државни институции, насилството кое го имаат во себе. Значи, и сензибилизирање, и обуки на воспитно-образовниот кадар, на згрижувачи со кои работат со таа чувствителна група на деца за ненасилна комуникација. Во тој контекст е тоа процес што викаме кај што треба. Меѓутоа веројатно ќе треба да се преземаат и одговорности, значи конечно некој да отиде во затвор кој ќе направи ваков проблем, онаков проблем и така натаму. Меѓутоа реков, одговорноста комплетно сите. Затоа и не пред малце реков. Граѓанскиот сектор е неопходен, меѓутоа во вистинска препознатлива улога. Само да си го знае местото. Сосем е доволно да зменец алармира, да побара одговорност и така натаму понатаму со неговата организација. Никако понатаму. Ако му делегираме задача, он аплицира кај нас, па добие задача кој што имавме прекрасен проект со децата без родители, добро се заврши на крајот грешата, ама имавме мониторинг и така натаму. Значи веќе немаше пробивање на системот да некој експериментира со некои дечиња, нели? Него. Затоа во тој дел треба сите да си ја знаеме улогата. Ова малолетна мајка требало и МВР на пример крајот грешата, кој ќе влезат, кој ќе легитимираат, значи како? Да го казни овој возрастниот што завел малолетничка, со која има и дете и така натаму, значи на време. Значи сите сме условно кажано помалце виновни. Потребна е значи соработка, координација меѓу институциите. Тоа на вистина ни недостасува. Децата според конвенцијата мора да имаат приоритет во оваа држава. Конвенцијата рекла, дали постапуваат административни, државни, судски органи, приватни субјекти, секој мора да го почитува пред се најдобриот интерес. За да го заклучиме на оваа тема, сакам уште еднаш да прашам. Дали
Е проблемот само во буџетските средства и екипираноста или е проблемот и во одговорноста, професионалноста и сензибилитетот кон пристапувањето на овој тип на проблеми? Не е секогаш проблемот во средствата и во парите. Некогаш ние, да кажеме, и законите може би имат некои недостатоци, меѓутоа и законите бавно ни се спроведуваат во пракса. Например, за семејното насилство, по наш предлог беше предвидено во законот, наместо детето да се одвои во семејството кога жртва на насилство, да се издвои насилникот. Меѓутоа, за тоа ни се потребни одредени советувалишта каде што тој насилник ќе се подобри неговото однесување кога ќе се врати дома, не да биде уште поголем насилник, него да биде навистина поправен. Меѓутоа, тие советувалишта 2 години законот е во сила, воопшто не се ни... Нема советувалишта, али може да биде отстрани? Не се ни безогледна се. Отворени, може да се отстрани, ако има каде да живее. Ако нема каде, најчесто во праксата од она што ми кажуваат центрите, ако нема друг стан, на улица треба да го ставиме. И не го стават, најчесто и не се преземаат тие мери. Значи не е секош во парите, него колку сме сите координирани, колку брзо реагираме. Ако брзо се реагира, тогаш и парите се... Колку се сака да се работи. Така. Постоечките закони се секојаш треба се унапредуваат. Се служам со госпоѓа Крушевска. Меѓутоа, имаме постоечки закони кои ќе регулираат материјата. Не ги користиме. Не ги користиме 20% оние можности што ги имаме. Јас мислам дека во овој дел имаме доста голем напредок и тоа го кажуваат статистичките податоци кои што излегуваат од нашето министерство. Да речеме, некаде во 2005 година, јас не ги земав со себе тие статистички податоци, има над 152 кривични пријави по основ на семејно насилство, да речеме. Што не значи дека претходно немало, меѓутоа луѓето или ние како властени службени лица сме немале законски можности и законски овластувања да постапуваме по тоа. И се третирале дали како прекршок или нешто како еве да речеме се зборуваше дека е тоа приватен проблем, приватна работа и така натаму. Значи семејното насилство сега се третира многу повеќе. Постојат во Министерството наше, во Министерство за труд и социјала и невладини организации кои што не се носители, да речем, на сите овие активности во врска со семејното насилство, кај што се прават процедури и протоколи за постапување во врска со пријавено кривично дело семејно насилство. Добро, пред крајот на емисијата сакам само уште една тема околу правата на децата и насилството во сегментот во образованието. Кратко би сакал од амбасадата и народниот правобранител колку имате случаи на пријави, преставки околу повреди на детските права од страна на наставниците во училиштата? Да, нажалост бројот на таквите преставки расте. Имаме доста и преставки што ни се поднесени од меѓаши. И за да утврдиме навистина каква е состојбата во Република Македонија со физичкото и психичкото малтретирање на децата, ова година веќе вршиме едно истражување во околу 60-70 училишта основни во Република Македонија, тоа при крај ни е тоа истражување, вака првичните резултати се загрижувачки, значи имаме и сексуално, и физичко, и психичко малтретирање во училиштата. И да кажам дека и овој проблем несериозно се гледа, се зема предвид, барем во училиштата. Се реагирали, вие предпоставувам како прави на народен правобранител треба да реагирате како Министерство за образование. Ние веднаш реагираме. Веднаш реагираме. Меѓутоа, има ли одговор, има ли санкции, се сносат ли одговорност? Санкциите се многу мали, несоодветни. Значи ние бараме, еве сега имаме во случај за 25 мај, ни одговараат, па вие наставникот вика го опоменавме. Како го опоменав, така има физичко насилство. Бараме прекршочни кривични постапки. Ние 3 кривични постапки имаме поднесено против наставници кои што вршеле физичко насилство. Една е веќе во тек процедурата, прифатена ни е кривичната пријава. Кој вика дека го опоменале од Министерството за образование? Од директорот на установата. А Министерството за образование до сега немаме никаков одговор. Не се реагира брзо. Јас ќе речам и за семејното насилство, и физичкото насилство во училиштето, нема брза реакција и нема соодветна казна. Ние со години бараме за физичкото насилство во училиштата. Прво да се дефинира што е физичко, што е психичко и да се предвиди казна. Наставник што врши физичко или психичко насилство во училиштето да се отстрани училиштето. Него не му е таму место. А не со парична казна се казни или да се опомени дека врши. Значи, таков наставник не му е место во училиште. Два примери каде што насилникот наместо да се казни се наградува. Првиот пример е со Толи Зормудис, каде што психологот потврдил дека имало физичко насилство од нејзин колега и директорот и се заканува и ја казнува со 10% од нејзината плата, затоа што го нарушувал имиџот на школото. А вториот е уште по застрашувачки. 10% одбиена плата затоа што го нарушува, не затоа што го тепало детето. Не, затоа што посведочила дека детето било претепано од нејзин колега. А вториот случај кој е многу интересен од аспект на промена трансфер на власт, како што воспитувачот од интернатот Љубанци, кој со неколку писмени изјави на деца заверени во нотар, каде што
прва детска амбасада во светот меѓаше со Рубикон и Хелсиншки комитет за човекови права реагираше дека наставникот треба да се казни, да се отстрани од тоа училиште, а тој интернат за жал со капацитет од 60 штитеници сега има само 4 до 5 и неискористен, а многу деца се на улица и не се згрижени таму. Тој наставник во моментот кој се вика Сашо е сега директор на тоа училиште. Значи не сакаат да го унапредиле. Ви пример како се справуваме со насилството и насилниците. Добро, ви благодарам што бевте гости во форумот за Европа. Се надевам дека придонесовме во некоја една прилика барем помалку вакви случаи да има како овој последниот во Чичино село, а и вакви напредувања на професори кои тепаат, но за тоа во некоја друга прилика се надевам. Благодарам што бевте гости. Благодарам за вниманието и до гледање.